Ja već čujem da izađu ljudi, idete da se spremamo. Nema kod mene, nikom ništa nisam uradio. I u momentu on je spava, onda kad dođu ljudi iz Odozgola, rekao ću ovu stanu čovjek, cijela ulica, svakoj kuću ulazi u tavani. Uzimaju kolat, uzimaju kućan kolat, uzimaju parodicu, što imaju? Sve. I ne paramilitarci pa je Ne, bilo je milicija. Pisalo, mislim, ti možeš da se obučeš na milicijone, bilo je kao regularno. A nepoznati, mislim, nisu bili iz Prištine. Ja se znam, mislim, tu sam radio, gde sam ja radio u Sudnoj, to je bilo blizu i milicijska, mislim, stanica, onda, mislim, po face bi se znali i oni bi me znali, jer tu ceo dan ideš. Се бегалците тука. Нели, кога доваѓаа на блат. Да. Тука експресионистично. Па да, такви се они експресионистички. Како и да ги третираш, не можеш да побегнеш од експресионизмот. А Теофило, Лио и Ли, тоа се тројца војници на НАТО. Се забавуваат, они се тука и треба да обават некаква мисија. Можда и не се, не знам, можда се само центуриони, можда се... Ама се реални? Не, сам ги измислувам. Си правам приказки. Овие малите слики се цела една низа од приказки. Тоа се тројца луѓе кои патуваат низ некој македонски, влегуваат во Гевгелија, патуваат низ некој македонски пейзаж и на крај треба во Косово, нели Еврокосово, тамо треба да завршат. Сите овие се направени во првите 2-3 недели од нападот на НАТО врз СР Југославија. Пошто цело време ги слушавме авионите како летаат на нас. И тоа беше све ноќа, ја работам ноќа. Едноставно они вибрираа, ми пренесуваа идеите и работа. И си ги представиш како? Да, што има, како исто време гледаш CNN, BBC World, Deutsche Welle, мислам сите тие пропагандистички машини. Со други зборови, Фаустов синдром во Гебелсов универзум. Можете да разберете дека македонците се мал народ. Таквите големи бројки создаваат параноична реакција по некој пат. Од друга страна, кај македонците постои еден друг страв. Ако е Србија комплетно поразена во Косово, они имаат потиснат страв дека нема кој да држи баланс на албанците во Косово и дека Македонија може да биде следна на дневниот ред. Тоа е потиснат страв кој создава оној талас на НАТО скептицизам, на една албанофобија. Македонија е една земја која е постојано изложена на можност од катастрофални исходи. Не само сега во оваа војна. Македонија уште од 1913 година, кога е поделена на
3 дела и распарчена во 3 различни држави, го има преживеано тоа искуство, стравично, и денес е тоа само повеќе засилено. Поприсутно. Без разлика дали е некој националист по определба или е космополит, подеднакво го чувствува тоа нелагодно доживување на можноста Македонија да ја нема, да исчезне сосема. Просто сме избезумени од страв. Ама стравот е, мислам, баш карактеристика на поголемиот дел од земјината топка некако. Така што само кај нас се сега прилично ирационални стравовите. Туку е блиску војната, туку е блиску целиот тој ужас што нашиот страв е онака, мислам, прилично јак, прилично ирационален. И тоа и не е нешто за покажување. На некој начин ние сме сега некакво, што знам, ѓубриште некакво интелектуално, да кажеме, културно на Европа и токму служиме онака да се плашат од нас. Наша легитимација се сликите од Блаце и сето тоа. Но, од друга страна, мислам и ѓубриште е интересен модел. Сака да се вратам дома. Како да не земна, како да не... Понече како своје дома се. Само да преку телевизија или ми немаме телевизија овде, само имаме новини. Да идем. Ноќи, пешки би отишо овако, како сам ја. И најмлаđа чека ми е 5 години. Пешки би отишо куќа. Колку има докачање кај овде? Не да има 1000 километра би отишо земја. Би отишо. Не ме интересува колку километра има. Да се врачам куќа земја. И да ми суши на куќа се само моју земју. Мој баш. С друга страна, много, само Бог треба, извините. А како? Само Бог треба да му пофали Македонија. Бог, иначе ја или луѓе не могу. Само Бог. Од аспект на косовската криза треба се каже дека таа криза особено ги погоди сите албанци, а во посебен ред албанците од Република Македонија и тие на дело го искажа својот голем патриотизам и солидарноста со избегнатите косовари од Косово и неслучајно прифатија повеќе од 350.000 косовари и тоа исклучиво во своите домови. Додека пак од друга страна не се најде ниту еден македонец или македонско семејство да прифати барем еден косовар, што е случај за длабока анализа. Тоа, 90% од трошоците за избеглиците паднаа на македонската влада. Имаше ветување од Високиот комесаријат за бегалци и од другите организации дека трошоците ќе бидат надокнадени, меѓутоа 8 неколку милиони долари ништо не стигна. Јас мислам дека сме ние веќе на крај. Ако веднаш не се пристапи со... Знаете што, во економски катастрофи се случуваат и политички немери, политичка нестабилност. Многу е лесно после тоа да се случи етнички немири. Тоа е една ситуација која што никој не може да ја контролира. Кога економијата до таа мера ќе опадне. Тоа ќе гледаме луѓе на улица, а луѓе на улица секогаш се многу лесно запалива материја. Позапалива од бензин. И тогаш доволно е да се
појава тројца, четворица провокатори кои што ќе кажат каде е непријателот, дали на север, дали на запад, дали на исток, дали овој, дали оној. И овде со македонци немате ништо? Не, овде нема македонаc, уопште, то су све албанско. Од Скопје па до Орида, тоа е све овај крај албанско. То нема 2-3 села да е македонско. И мало има у Тетово македонаca, не знам постотак, али више од 12% нема. И тоа е све албанско. Не се извинам. Još je iz Prištine. Moment, interesantno, danas u Prištini je gadno. Priština je puna krikova i bijesa. Bijesa, sam slušao. Ovaj će trenutak možda označiti kraj srpske vlasti u Kosovu. Više od 1000 godina nakon što su se prvi put nastanili u ovom području. Novost o sporazumu postignutom u Makedoniji dočekana je snažnim provalom suzdržanog bijesa. Ovo je cesta između Peći i Prištine. Pri povlačenju neke će postrojbe morati proći ovim putem, iako se u ovom trenutku i auto obuda jedva uspjeva provući, a kamoli tank. Ova tragedija što se desi so izbeglicite, bilo vo Makedonija, bilo vo Albanija i Crna Gora, napravi to što ne može da se napravi so vekovi. Već kaj Albancite kako da stišnuvat tije razliki što postojili. Neli? Se stvorile nekoj povrzuvanja, jedno čudno i prijateljstvo i сега već i se posetува. Ne samo što ne se delat, bilo to po nekoj uvredljivi Albanci od Albanije, od Kosova ili od Makedonije. Međutim, сега već se tretira site како Albanci. Тоа е подигањето на ѕидови меѓу етничките заедници. Ѕидот е подигнат со оваа војна. Мене ми се чини дека можеби Милошевиќ од почетокот не фрли никакви бомби, а се почна и да фрла бомби. Меѓутоа од почетокот тој во Македонија фрли човечки бомби. И Македонија ја претвори во временска бомба. Човек, каде што живее, тој треба да има услови, да се развие. За да се развие, тој треба да ги има и правата, нели? Сега, во било која држава, ако тој ги има правата, нема тој да бара да се приклучи со